И како што најавив, за актуелната внатрешна и надворешна политичка состојба на земјава, разговарам со подпредседателката на влада и министерката за одбрана, господја Радмила Чекринска. Добар ден, добре дојдовте во студио 1. Добар ден, благодарам на поканата. Првото прашање неизбежно е, бидејќи изминатава оваа недела нели актуелен извештај од Европската унија, добивме чиста препорака, но постати сериозни забелешки во одредени сегменти, како например недоволна борба со организираниот криминал, недоволна реформа на јавната администрација, немање на судски одлуки за високи случаи на корупција, имаше забелешка и за недоволна транспарентност во трошење на јавните финансии. Ако се земат предвид сите овие критики, дали овој позитивен извештај е можеби повеќе охрабрување за вас, за да реално оперативно се зафатите со сето она што треба да се реформира? Јас сум секогаш воздржана во пофалбите, особено кога се пофалби на сметка на нашата држава. Не сакам да бидам нереална, но ќе ви кажам најотворено. Кога ќе ви излезе комесарот или високата представничка Могерини и кога ќе кажат импресионирани сме од вашите реформи, не треба да ги бараме половината зборчиња кои значат и критика, заради тоа што критиката нормално е да биде составен дел од овие извештаи. Во моментот кога нема да има критика во извештајот, ние веќе ќе треба да бидеме одамна земја членка на Унијата. Во моментот извештаи што се прават за земјите членки исто содржат критика. Меѓутоа јас ќе ви спомнам, например, во делот на итните реформски приоритети, во извештајот не стои дека сме направиле напредок, туку суштински, односно значителен напредок е направен. Овие зборови Европската комисија ги користи многу ретко и многу внимателно. Имаше уште една реченица која сакам да ја цитирам, чисто да ја дадам таа рамка. Вели, за неколку месеци земјата стана фактор на стабилност во регионот. Да, имаше оценка дека практично е пример за демократизација во регионот, дека сме постигнале напредок, но прашањето беше практично колку ова е можеби ветер во грб за навистина. Се согласувам со вас. Значи секој извештај во секој извештај критиките служат за да те концентрираат на тоа што треба да го решиш, а пофалбите за да ти покажат дека се цени трудот и се ценат резултати. Оно што мислам дека е најзначајно од извештајот, и тоа провивува на неколку места, дека промената е голема и дека промената е направена во кус временски период. Ние живееме во оваа држава и ние сакаме се, ако може да се случи не денес, вчера. Но Европската комисија кога ги анализира земјите, таа е реална и вели за колку време очекуваме какви промени. И тие се импресионирани заради тоа што не постои пример. Јас одговорно ви тврдам како некој кој долги години ги чита извештаите, не само за Македонија. Регионот, на времето ги следев повеќе извештаите кои се однесуваа на Чешка, Словачка, Полска. Значи јас не можам да се сетам на случај каде за 10 месеци вие имате промена на медиумска клима, промена на состојби имаше забелешка дека се уште постои цензура во медиумите, треба реформа на јавниот сервис, има напредок, меѓутоа има и работа. Она што стои овдека е дека медиумите веќе не се плашат и не работат во атмосфера која што ги ограничува, дека владата ги прекина рекламите. Значи, медиумските реформи особено се ценат во извештајот. Знаете зошто? Затоа што закони до сега не се променија. Се промени само климата и атмосферата за работа. Дека новинарите можат лесно и брзо да дојдат до пристап до јавни информации. Дека тоа може да го направат и невладините организации и поединци. Она што е важно е дека се гледа политичка волја за реформи, која не е само на зборови. Вие спомнавте околу транспарентноста на јавните набавки. Една од најголемите пофалби која провивува низ целиот извештај е, например, транспарентност во носењето на одлуки, што значи еве и политичкиот дел, но особено се цени транспарентноста во делот на јавните финансии. Јас ќе ве потсетам дека пред неколку години Европската комисија понуди на Македонија да ја подари, буквално да ја подари 20 милиони евра директна буџетска поддршка. Значи, наместо пари кои ќе ги земеме од граѓаните за да ги дадеме на граѓаните, Европската унија да ги даде тие пари. Не на консултанти, не на долги проекти, директно во буџет.
единствениот услов кој го поставија е да се обезбеди транспарентност во не само нивното трошење, туку во трошењето на буџетот. Владата поранешно тоа го одби. Потенциравте дека промената во медиумската сфера настанала не поради промена во законите, туку поради промената на климата, зашто тоа не е случај и во останатите сектори, бидејќи постои генерална забелешка дека ние имаме и институционална и законска рамка, меѓутоа немаме имплементација. Значи таму е сосема спротивно. Ке звучи дека сум многу субјективна, но вистина е така. Во медиумите промената е климата заради тоа што главниот поробувач на медиумите, главниот окупатор на медиумите, веќе ја нема политичката волја да окупира, туку да соработува и да одговара пред медиумите. Главниот проблем е владата. Во другите сектори владата не е единствениот чинител. Таму е обратно, имаме законска институционална рамка. Така е. Например, во судството, никој не очекува владата кога би превзела еден дел од работите во своји раце, што би изгледало можеби ефикасно, поизвршно, ќе завршиме во ситуација полоша од која што сме сега. Значи, во една држава сите институции и оние checks and balances, контролни механизми, мора да функционираат за да промените бидат одржливи. И тие се чувствуваат веќе во Македонија. Но 10 месеци, за 10 месеци комисијата, погледнете како ги третира другите држави во регионот, а што кажува за Македонија. Мислам дека главната работа во извештајот е што најголемиот напредок е забележан во најважните области. Пред 3 или 4 години Европската комисија излезе со стратегија која имаше наслов Основните работи прво. Значи, човекови права, владење на право, борба против корупција, медиуми, слободи. Тие се прашањата без кои не се може, ако сакате да напредувате во делот на членство. Не се уште има забелешки. Да, но тука вели суштински прогрес во секоја од тие области покриени со ургентните приоритети. При презентација на извештајот, веројатно да слушнавте изјавата на Жбогар, вели останува проблем со корупција во повеќе области, политичко мешање во институциите и нормално е потребна дека поголема борба со организираниот криминал. Околу политичкото мешање во институциите? Ние во овој момент имаме се уште ситуација кога политичките избрани функционери носат одговорност за цела област. И сега, например, бившиот или идниот министер за правда се очекува да обезбеди независно, професионално, подобро, поефикасно судство. А од друга страна, тој или таа не смеа да се мешаат во тоа судство. И, значи, ние реформата мора да ја завршиме, да бидеме ефикасни, но да не завршиме со повторно мешање во судството, особено во делот на судството, на регулаторните тела. Европската комисија ќе биде многу внимателна. Редовно забележува дека постои недоволна независност на регулаторни тела. И сега мислам дека со некои од чекорите одиме во вистинска насока. Еве ќе ви дадам пример. И покрај тоа што состојбата во медиумите е навистина подобрена, затоа што почнаа повторно медиумите да си ја вршат работата. Притисок чувствува владата, не чувствува опозицијата, не чувствуваат граѓаните, сметам дека не чувствуваат ни новинарите. Но сметавме и сите сметаа дека мора да се оди на промени во законската рамка. И во моментов во собранието се два закони кои што се однесуваат на медиумите и кои што очекувам дека со многу широк консензус ќе бидат усвоени во собранието. Во еден од тие закони предвидуваме идниот прв човек на Агенцијата за медиуми, накратко кажано, да биде изберан од собранието по една навистина тешка постапка која ќе гарантира професионалци да бидат кандидати и на крај ќе заврши со избор со двотретинско мнозинство. Значи ќе треба да најдеме луѓе, да најдеме човек кој што ќе обезбеди двотретинско мнозинство. Ќе разговараме, тоа е потребно за останати закони. Ние го вградивме само иницијативно во овој закон за да покажеме дека нашата цел не е институциите кои треба да се регулатори пак да завршат како продолжена рака на власта. И мислам дека со двотретинската одредба покажуваме дека тоа што сме го најавиле го правиме. Дека не зборуваме едно, а правиме нешто сосема друго. Дали можеби прв предизвик ќе биде реформа на јавната администрација, бидејќи ако ја земеме преди забелешката дека Министерството за информатичко општество и администрација
направило скромна реформа и нема доволен капацитет за реформа на администрацијата, како тогаш таа администрација би имала капацитет за реформа на цела држава? Јас сепак ќе се вратам на текстот. Еве што вели текстот за јавна администрација. Имаше добар напредок во овој период. Европската комисија особено ја фали изработената стратегија за реформи во администрацијата, која што била направена во многу широк и инклузивен процес. И потоа оди дека потребно е да се зголеми капацитетот на министерството. Ни една работа нема преку ноќ да се направи. Но фактот дека тоа министерство и оваа влада успеа за краток период да донесат стратегија која што толку високо се оценува, покажува дека сме на прав пат. Кај нас навика е, кога ќе каже Европската комисија проблем во некоја област, сите раководители да речат, знаете, ја немам доволно луѓе, немам доволно пари. И затоа нашата администрација е сега преголема, па тоа е нов проблем. Ке водиме сметка и не случајно го направивме тој совет за реформи во јавната администрација за да ги појачаме, зголемиме капацитетите. Не треба тие капацитети да бидат само во министерството. Ова реформа во јавна администрација може да успее само ако е владина цел, а не цел на министерството. А зошто задоцнивте со одговор до Брисел за новите вработувања со договорна дела? Имаше забелешка дека барале не добиле. Владин представник, мислам дека беше тоа министерот за информатичко општество, имаше изјава или не, министерот Бујар Османи во емисијата кај Ацо Кабранов имаше став дека пративме, меѓутоа беше задоцнет. Она што е точно е дека имаме во Македонија, кога ќе се каже администрација, тоа се голем број на институции. Институции кои не се само под капата на владата, ниту пак под капата уште помалку на министерството. Она што знам е дека податокот кој беше непознат 10 години го направивме јавен, објавен и доставен до Европската комисија за помалку од 10 месеци. После неколку месечна работа, ние најпосле можевме да објавиме колку луѓе работат во администрацијата. Понатаму се бараа податоци на тие кои што работат на определено време и ги доставивме и на крај беше барањето во делот на договорите за дело. Меѓутоа, верувајте, институциите имаат законско ограничување. Кај овие другите, тоа законско ограничување не важи за определено време, дека договорите за дело можат да изнесуваат, ако не се лажам, 3% од вкупниот број. Така што и тука може да се направи математиката, но во ниеден момент не дозволивме некој да помисли дека податоците не се достапни. Јас сега ќе ви кажам и во Министерството за одбрана. Постојано стигаат барања од новинари, од невладини организации, од граѓани, колку луѓе, кој, за колку пари, под какви услови. Во помалку од 30 дена, секој од тие прашања е одговорено. Но големиот одговор на ова прашање лежи во така наречениот регистар за објавување на сите податоци на јавната администрација. Значи, целта не треба да ни биде да грепкаме под површината на едно или на друго или на трето место, туку тоа да биде редовен начин на работа. Секој во државата да може да знае колку луѓе работат, кој, каде, под кои услови, на кое ниво. И тоа оваа влада за прв пат после 10 години успева да го понуди. Освен реформирана јавна администрација, Брисел баре и ефикасна и професионална државна изборна комисија, ефикасна и професионална и функционална антикорупцијска комисија или државна комисија за спречување на корупција. Тие сега ги нема. Како би се делумно ги нема? Како земјава ќе се бори против организиран криминал ако нема антикорупција и против корупција во земјава, она што е порака, ако немаме антикорупцијска комисија? Владата беше практично иницијатор и кај Европската комисија, и кај одреден дел на невладини организации активни во делот на борба против корупција, на едно партнерство со кое ќе се смени законот за борба против корупција и ќе се промени системот како се бираат членови на антикорупцијската комисија. Во Македонија имаме шарено искуство со антикорупцијски комисии. По истиот модел имавме комисија избрана, ако не се лажам, 2003-та, функционираше 4 или 5 години и со сите слабости таа беше видлива, гласна и многу влијателна.
се сеќавате, тогаш таму беше и член од опозицијата Михајло Маневски, еден период председател на комисијата, Сладжана Тасева, имаше Малиновски и така натаму. Сите тие луѓе ги знаевме кои се. Ги слушавме на телевизија, беа извонредно критични таму каде што сметаа дека има опасност. Јасно е дека последните години тоа е и генерална оценка. 10 години не знаеме ни еден, јас не можам, треба да се сконцентрирам, да се сетам на едно име на член на антикорупцијската комисија. Да, точно е дека таа не беше доволно функционална, да не речам беше нефункционална. Прашањето е сега ние како ќе се обезбеди департизација и професионализација на таа. Ние побаравме од платформата на невладини организации кои што се посветени на борба против корупција, се договоривме дека ќе прифатиме да дискутираме на предлог кој тие иницијално ќе го предложат. И она што до сега сме го чуле како идеи е дека антикорупцијската комисија треба да биде избрана врз база на јавен повик, во кој различни граѓани ќе можат, експерти ќе можат да конкурираат. Тие ќе мора да исполнуваат одредени високи и прецизни критериуми, да имаат не само познавање од борбата против корупција, испадна секој правник да тврди дека има познавање, туку да имаат нешто што го работеле во минатото или во медиуми, или во невладени организации, или во институции задолжени за борба против корупцијата, да поминат низ не само формално тестирање во собранието, дали ги исполнуваат формално условите, туку да имаат така наречен хиринг, да бидат прашувани од страна на пратеници, да се проверува кој навистина има и желба и волја и сила да се бори против корупцијата, и потоа со повисок консензус, околу тоа ќе дискутираме, да се бираат луѓе во антикорупцијската кои нема да имаат никаква врска со партиите, туку ќе имаат силна врска со борбата против корупција. Подготвени сме, тоа го кажавме и во некои од нашите разговори со ВМРО ДПМН, подготвени сме председателот на комисијата да биде избран по предлог од најголемата опозицијска партија. Затоа што ние сметаме дека оваа комисија главна задача е да се бори против... компензација за поддршка за законите за двотретинско мнозинство? Не. Како што гледате, јас не сакам да ги критикувам, да мислеа и тие и ние така, до сега ќе паднеше таков дил. Но тие дилови не се секогаш најпаметен пристап. Тоа го оставивме за понатаму како дискусија, меѓутоа ние кажавме дека сме подготвени и дека мислиме дека е тоа добро решение. Владата треба да води сметка, треба да биде контролирана, инспектирана, наблюдувана, анализирана од страна на институција која што ќе биде заинтересирана да си ја врши својата работа, а не да молчи и да се користи како инструмент против опозицијата или против независни интелектуалци. Граѓански асоцијации држави. Мислам дека околу тоа решение има повеќе опции. Ќе дебатираме, побаравме од невладините да почнеме одреден диалог на овие теми. Последните информации кои што ги чув е дека веќе имаат некои иницијални предлози и ние би сакале час поскоро ова антикорупцијска да ја вратиме во живот. Има одреден број на средства од европските фондови преку ИПА кои што се наменети за зголемување на капацитетите. Ова во државата, за жал, тие средства Добро, генерално ИПА фондовите не беа користени точно. Имаше еден голем твининг проект за антикорупцијска комисија, германска екипа беше дојдена и практично 2 години траеше. Главниот експерт, според тоа ја што дознав и што разговарав, дигна раце. Затоа што вели џабе ви е комисија, ако немате волја да се борите против корупцијата. Така. Да преминеме на следна тема. Следната недела одите во Соединетите Американски држави. Се среќавате со секретарот за одбрана Джеймс Матис. Тоа е прва посета, односно прва средба со секретар за одбрана од 2012 чина. Дали оваа средба може да биде од полза и од корис во пресрет на Илскиот самит на НАТО? Одите со таква мисија или? Тоа е нашата амбиција. И не е случајно што средбата, таква средба имала една во последниве 10 години. Таква средба добиваме шанса да имаме 2 месеци пред самитот. Тоа не значи дека се е готово, тоа не значи дека работата е завршена, далеку од тоа. Но тоа покажува дека стратешкото партнерство помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави повторно се враќа на сцената. Јас не мислам дека во периодот измеѓу тоа не постоело.
Но за да имате стратешко партнерство, партнерите мора да се разбираат, да разговараат и да имаат на некој начин однос кон очекувањата од двете страни. За жал, тој диалог во последните особено неколку години не функционираше. Мислам дека нашата претходна влада беше свесна за сериозните критики и избегнуваше да ги слушне. А американската страна, кога виде дека пораките наидуваат на затворени уши, избегнуваше и средби на високо ниво. И генерално, како држава, ние имавме многу малку шанси да дискутираме и да имаме средби со луѓето кои носат одлуки. Целта на средбава е да имаме, јас барем тоа го чувствувам како наша, како моја одговорност, да кажеме зошто сметаме дека Македонија треба да ја добие поканата за членство во НАТО. Практично идете во лобирачка мисија. Сите средби се обид да се чуе соговорникот, да се прифатат одредени размислувања, да се пласираат своите размислувања. Но и мислам дека е добро добрите вести за Македонија да стигнат до повеќе луѓе. Ние и досега сме имале сериозна поддршка во делот на нашето членство во НАТО од Соединетите Американски држави. Знаете дека тоа беше многу силно дури и на самитот во Букурешт. Што значи не е доволно само да имате американската поддршка, ама е многу важна. Сега при таква силна поддршка на администрацијата на Буш, дали сега во услови на можеби и не толку стабилна надворешна политика на Соединетите Американски држави, може да се очекува силна и реална поддршка? Светот не е ист како 2008, и тоа носи минуси, тоа носи и плусеви. Многумина во Македонија смета дека после пресконференцијата, изјавата на тогашниот председател Буш се е завршено. Американците кажа. НАТО алијансата е алијанса на многу држави. Да, сите знаеме кои се највлијателните, но секоја држава има право на вето, секоја држава има право на став. Затоа сакаме да станеме членка на алијансата, за да ние бидеме тие кои што со својот став ќе можат да влијаат, а не само да ги чувствуваме последиците. Она што мислам дека е важно во овој момент е дека Македонија има со какви резултати, со резултати со кои може да се пофали и повторно да ја побара поддршката од страна на сите членки на НАТО алијансата. После 2008 година имаше и неколку заклучоци на НАТО алијансата во поглед на состојбите во нашата држава. И таму веќе се отворија други проблеми надвор од проблемот со името. Состојба во медиумите, владење на право, меѓуетнички односи, администрација, корупција. На сите тие теми Македонија сега може да дојде со чисто досие и да каже нашата работа е завршена. Во делот на одбрамбените реформи, кои што се исто така важни, земајќи предвид дека НАТО е воено-политички сојуз, што најавивме, веќе испорачавме. Јас ќе ви кажам, во јуни месец, кога бевме во НАТО и кога разговаравме и со членките, најавивме зголемување на буџетот за одбрана, зголемување на нашето учество во мисии и најавивме одбрамбени реформи кои што ќе се дефинираат во новата стратегија, стратешки одбрамбен преглед, кој ветивме дека ќе го завршиме до јули оваа година. Еден дел од партнерите НАТО има скепса. Дали тоа го ветуваме и дали можеме тоа да го испорачаме. Кај посетата, при посетата и средбата со државниот секретар Матис, јас ќе можам да излезам со чисто досие и да кажам во делот на политичките реформи, еве што кажува Европската комисија, не ние. Сите крупни демократски слабости ние сме покажале завиден резултат и видливи последици. Во делот на одбрамбени реформи, советниците кои што ги имаме од САД и од Велика Британија навистина беа изненадени од брзиот процес. Брз, успешен и многу консултативен процес. Да, го зголемивте буџетот на армијата, зголемивте платите, меѓутоа се што сме далеко од оние 2% неопходни. Словенија е уште далеко, а членка е на НАТО. Она што НАТО земјите членки си превземаа како обврска е дека до 2024
ќе стигнат до посакуваните 2%. Сега да не бараме да бидеме поголеми католици од папата, според динамиката која што ја ставивме и во стратегијата, и во средбите со американските и НАТО партнери, точно секоја година знаеме колкаво ќе биде нашето издвојување и согласно тоа до 2024 ние нашата обврска тоа би било по 0,2% поени. 0,2% поени од 2019 година. Дали се оправдани очекувањата во јавноста дека можеби полесен би бил влезот во НАТО во Европската унија, ако имаме предвид дека и за двете единствен услов е името? Полесно е, тешко е да зборувате во користејќи го тој збор, но факт е дека за двата процеса важен е решение на проблемот со името и тоа е и добро. Затоа што знаете дека со едно тешко решение отварате две врати. Сите реформи кои што се битни за ЕУ се битни и значајни за НАТО. Практично и обратното. Но она што е точно, и тука проценките се вистина така, дека процесот на зачленување во Европската унија е подолг. Од моментот кога ќе ги почнете преговорите до крајот на преговорите и членството, некои земји им требало 5 до 10 години. Но ништо не е гарантирано. Мислам дека во 2006-2008 ја направивме како држава грешката дека помисливме дека сме тргнале во процесот кој нема враќање. 10 години изгубивме. Не мрднавме од место. Сега е моментот да еден дел од изгубеното време го надоместиме. Дали изјавата на Коцијас дека Македонија нема да влезе во НАТО во јули на самитот, бидејќи нема време за тоа, беше можеби причина денеска на брифинг со новинарите да изразите скепта, односно можеби дека Грција може да стави вето повторно? Го кажуваме она што го зборуваме 10 месеци. А тоа е дека влезени сме во преговори со цел да го решиме проблемот, но преговори зависат од две страни. И никој од нас не може да претпостави која ќе биде позицијата на Грција. Но очекуваме и сакаме да се направи се што е во наша моќ да се дојде до добро, издржано, достоинствено решение. И тоа ќе продолжиме да го правиме. Ние сметаме дека ако постои политичка волја, времето е доволно. И денеска стојам за тој став. Имате план Б? Ако постои политичка волја кај нас и кај грците, решението може да се случи. Но се согласувам целосно со министерот грчки Коцијас, да кажеме дека добро и кога се согласуваме, Македонија не може годинава да стане земја членка на НАТО. Она што ние би сакале да се случи и за што работиме е оваа година да ја добиеме поканата за НАТО. Така. Процесот на ратификација до членство трае обично 12 месеци. Но велам, поканата е она што го изгубивме во 2008 и поканата е она кон што се стремиме оваа година. Во случај на вето повторно имате план Б? Ние сме сега фокусирани целосно на планот А, затоа што планот А не е добар само за нашето членство во ЕУ и во НАТО. И јас ќе бидам многу отворена. Погледнете ги реформите од извештајот. Било кое. Слободни медиуми кои не се плашат од власта, кои што имаат пристап до информации, кои слободно работат, се добри за Македонија и ако решиме да не влегуваме во НАТО и во Европската унија. Судство пристојно, кое суди по закон, а не по функција, е важно за Македонија, особено ако не сме членка на Европската унија и НАТО. Така што планот А е план А без разлика на тоа што ќе се случува во нашите преговори со Грција околу нивниот спор со името. Добро, вие сте фокусирани на планот А, меѓутоа граѓаните веројатно треба да ги подготвите и што доколку не се оствари планот А тие се свесни, целата јавност гледа дека владата практично игра се на таа карта. Најмногу игра на карта на меѓународна политика. Јас не се согласувам со тоа дека најмногу играме на карта на меѓународна политика, но се согласувам со вас дека кога ќе влезам во било кое телевизиско студио или кога ќе почнам било кој интервју, почнуваме и завршуваме со името и со меѓународна политика. И сега тоа го кажувам како министар за одбрана, може да има некаква логика. Меѓутоа и многу мои колеги се соочуваат со истиот проблем.
еве, јас би сакала да се посветиме и на што друго се случуваше во Република Македонија. Во овој период, 10-20% од нашето време и енергија како влада го посветивме на решавање на овие политички, демократски проблеми, го посветивме на прашањето, еве, преговори со Грција, разговори со ЕУ и со НАТО. Останатиот дел од времето го посветивме на прашања за кои превземавме обврски пред граѓаните во изборите. После долго време во Македонија се зголеми минималната плата, се зголеми минималната плата за повеќе од 2000 денари за текстилните и кожарните работници, и тоа заедно со зголемувањата во одбрана и делумно и во социјална грижа придонесе платите во Македонија да се речиси 6% повисоки од колку во јануари. Се зголеми потрошувачката кошница на граѓаните. Не, се зголеми потрошувачката моќ. Инаку, овој другиот дел е дел кој што се случува со или без порастот на платите. Факт е дека порастот на платите практично не ја зголемува моќта на граѓаните. Да, но нема ефект во случај на повисоки цени и 32.000 во однос на 24 е огромна разлика, да видиме реално. Да, но трошоците не се зголеми, а трошоците беа горе-доле исти минус инфлацијата која што не е повисока, односно беше драстично помала од 6% покачување на платата. Владата ги ослободи граѓаните од плаќање на радиодифузна такса. Воведовме ефтина тарифа на струја која на оние кои сакаат и можат да штедат им даде шанса да си ги намалат трошоците за струја. Го решивме после многу години, 15 години, проблемот со стечајците и околу 4000 граѓани го решија тој голем проблем. Кај минималната плата 70.000 семејства добија повисока плата. И тоа не се прашања кои се случиле заради нашите преговори со Грција. Не се прашања кои што се случиле затоа што ние главната карта не била надворешна политика. Погледнете го новиот закон за поддршка на инвестициите. Се сеќавате кога рековме, да, треба да се помага економијата. Ама да не се помагаат само странските фирми, а домашните да останат без ништо. Нов закон за енергетика, нов закон за поддршка на инвестициите. Почнавме навистина серија на финансиски инструменти за да ја поттикнеме приватната иницијатива. Ајде да го закружиме само делот околу надворешната политика, па ќе се вратиме на останатите теми. Само да кажам, тој дел за жал е помалку можеби интересен за интервјуа и затоа се создава овој другиот впечаток. Само да го закружиме делот за надворешната политика, ќе разговараме и за тие теми, нема да биде дека во студио влегувате само за името. Но сега следна тема би е името. Димитров вели идеално решение би било идеално сценарио би било решение за името за 2 до 3 месеци. Како ќе се дојде до тоа решение ако се знае цврстиот став на Грција за ерга омнес, има и за надворешни за внатрешна употреба, кој што по автоматизам значи промена на уставот? Сите преговори, билатерални, мултилатерални, домашни преговори, подсетете се на пржинските преговори, ако ги цените изјавите на почетокот, за сите преговори ви изгледа дека се безнадежни. Јас денеска тоа на брифингот го искористив искуството кое што го имавме во текот на преговорите за пржина. Сите сигнали покажуваа дека нема шанси процесот да успее. Толку имаше изјави конфликтни, сите велеа ние ова нема да го прифатиме, но лека по лека стигнавме до некакво решение и Македонија излезе од најтешката политичка криза како што стои во извештајот на Европската комисија. Не сакам да прејудицирам и рано е да се кажува какво ќе биде решението. Да имавме решение, министрите веќе немаше да се среќаваат. Меѓутоа, ќе се обидеме не само да најдеме решение. Нашата цел е да најдеме решение кое ќе биде добро за Македонија, за Грција и за нашата заедничка иднина. Убедени сме дека такво решение е возможно. Ама тешко ќе стигнеме до решението ако лицитираме тврди ставови. Затоа што на тој начин ќе се оддалечуваме. И сега очекувате Грција да отстапи од барањето за ерга омнес или вие да отстапите од тврдењето дека уставот нема да се менува? Јас не сакам да шпекулирам затоа што поентата на преговори ја нема ако ние денеска кажеме какво мислиме дека треба да биде решението. Затоа се среќаваат министрите да најдат решенија од кои и двете држави ќе можат да излезат како победници. Конкретно месецот има нова средба веќе најавена и потврдена од владата. Очекуваме средбата да биде повторно во формат двата министри и со преговарачот, со медијаторот и процесот да
се придвижи повторно напред. Во ред, и да не биде само тема името, еве станатите прашања од интерес на јавноста, нормално прво би прашал за најавената реконструкција на владата. Ајде прво ќе ми кажете кои ваши кадри сметате дека треба да подлежат на промена? Дали се задоволни од работата на Царовска, на Лагјозовски? Прво мислам дека некоректно е од колега да оценува други колеги. Јас и себе си сега не би влегла во анализа на успешноста. Тоа е задача на премиерот, тоест мандаторот во случај на реконструкција. Мислам дека како влада покажавме фокус кон важни прашања и кон промена на политичката клима. И таа е видлива во секој сектор. Но реконструкцијата за која што говореше премиерот има за цел и нешто друго, а тоа е да го зголеми мнозинството кое што ова парламентарно мнозинство го има. И видовме дека постои можност за такво нешто, но прерано е сега да пресекуваме заради тоа што преговорите се уште во тек. Она што сакам да кажам е дека се преговарат и со двете крила на БЕСА, двете крила на БЕСА меѓусебно не може да се поднесат јавно. Тоа беше една од причините зошто разговорите ни траат подолго. Кога ме прашуваат зошто не може побрзо да се пресекува во поглед на реконструкцијата, таа поделеност во БЕСА е една од причините. Ние сметавме дека после локалните избори и после иницијалните поделби, судската одлука ќе им помогне да најдат решение. И дека во тој случај ние ќе имаме еден партнер, еден преговарач со кој што ќе разговараме за опциите. За жал не е така. Не сме нестрпливи. Фокусот беше на извештајот, фокусот беше оваа недела на вистина важните добри вести за Македонија. Во иста недела добивме чиста препорака, добивме признание од страна на 20 први луѓе во делот на проширувањето на Европската Унија. Го имавме првиот дигитален самит на Западен Балкан, кој беше навистина голем успех за Македонија, и ги добивме сите премиери од регионот од Западен Балкан како гости на нашиот премиер и на високата представничка Могерини. Вака изгледа лесно, многу работа има за да успеете да ги добиете признанијата и шансите да ја покажете Македонија во најдобро светло. Фокусот мораше да ни биде таму, а овие партиски преговори мораше малку да ги ставиме во втор план. Очекувам брзо, се разбира во зависности од партнерите со кои што преговараме, очекувам брзо заради тоа што немаме право на празни одови. И заради ефикасноста и во собранието и во владата, важно е процесот брзо да оди. И тоа е нашата цел. Дали при оваа реконструкција како практично ќе гарантирате дека ДУИ нема да понуди кадар како што беше оној во Правда, можеби најклучниот ресор, или безусловно ги прифаќате нивни предлози за министри? Ние договорот кој што го направивме уште за постоечкава влада тогаш кога беше избрана е дека ќе го промениме системот во кој што партиите номинираат, а премиерот нема право да коментар. Сакаме да бидеме со сите овие партии партнери и да разговараме како владата да биде подобра. Тоа некогаш значи промена на кадар на ДУИ, некогаш може да значи промена на наш кадар. Не сме ниту суетни, не сме ниту себични. Граѓаните чувствуваат дека Македонија повторно има шанса. Ама таа шанса нема да ни стои вечно на масата. Ако ние не ја искористиме, ако ние не се концентрираме на топката, ако не извадиме максимум од дадената ситуација, граѓаните нема да ни простат. Ние сме свесни, ја мислам дека сите партии кои учествуваат во владата. Како би гарантирале во јавноста дека нема да се случи повторно инспектор за шумарство да стане министер за правда, што е можеби најклучниот, не можеби него најклучен сегмент за реформи? Ќе го земете тој сектор или ќе остане во ДУИ? Се уште разговараме и навистина нема предлог, но се согласувам со вас, Министерството за правда е многу важно и многу тешко министерство. Како што реков, треба да го менувате судството, а да не му се мешате. И навистина ќе ни треба
квалитетен кандидат. Во игра Трампа образование правда? Се уште не сме влегле во разговори околу ресорите. Се уште дискутираме околу можноста да се прошири мнозинството. Кога ќе имаме начелна согласност, во тој случај ќе се зборува за ресори. Мислам дека премногу шпекулации почна и секој кој има интересна идеја. Резултат на реакциите од јавноста за работата на вашите министри, бидејќи се знаете и вие веројатно ги следите критиките, кои ваши министри добија најлоши оценки во изминатите 10 месеци. Имаше скандал во Министерството за труд и социјала, Министерството за култура исто така, можеби не ги задоволува тие критериуми. Јас сметам дека еден дел од критики секогаш мора да има. Меѓутоа, јас ги се сеќавам на тие сектори и пред 10 месеци. И добро, да не се повтори веројатно сликата. Не сакам да се повтори сликата, но внимавајте, јас на пример, од трите работи кои што ги кажав како достигнување на владата, минимална просечна плата, стечајци, беа резултат на добра соработка и вистински потези од владата, но и од Министерството за труд и социјала и Министерството за финансии, на пример. Овој делот од економски мерки беа дел од политиките на владата, но и на економскиот тим во владата. Така што мислам дека не треба паушално, малку отварањето на кутијата реконструкција даде шанса на многу шпекулации во јавноста, многу амбиции, многу контраамбиции. Јас сум секогаш предпазлива и сакам да бидам реална. Го начнавме и претходно прашањето, сега веројатно ќе ја прашам за очекувањето од опозицијата. Се врати во собрание, дали можеби ветивте одредени позиции, можеби регулаторни тела, како компензација за нивна подршка за сите закони што ви се важни од реформскиот пакет за кој што треба двотретинско мнозинство. Очекувате да бидат конструктивни или да прават обструкции на работата? Очекувам тоа што е договорено да се спроведе така како што е договорено. Учествува во работни групи, меѓутоа дали сега кои учествуваат кога треба да се гласа практично во собрание? Јас морам да дадам комплимент и да зборувам, да ги пофалам, не само дека се вратија, тоа и да се вратеа и да не се вратеа ВМРО ДПМН во парламентот, на сите им беше јасно дека Македонија ќе ја добија препораката. И мислам дека и разумните луѓе во ВМРО ДПМН беа свесни дека отсуството од парламент им е само нивна штета. Не само штета на Македонија, туку и штетно за нив. Но од она што го договоривме, пакетот за реформи во системот на следење на комуникации влезе во парламент и беше искласан со широко мнозинство, одреден број на пратеници од ВМРО ДПМН, мислам дека не гласаа, но мнозинството неопходно беше тука и тоа покажува дека нашиот договор се почитува. Исто како што и ние ги почитувавме компромисите кои што ги направивме во делот на законот. Но мислам дека пакетот закони за следење на комуникациите е навистина квалитетен. Дека направивме добар баланс помеѓу потребата Македонија да биде безбедна, институциите да си ја вршат својата работа, ама да не биде тоа на сметка на правата и слободите на граѓанинот. Очекувам после 1 мај и двата закони кои што се однесуваат на судските реформи, исто така, бидејќи беа усогласени, да поминат. Сметам дека договорот создаде еден конструктивен процес. Колку ќе трае? Како ќе се однесува опозицијата? Какви ќе бидат резултатите? Ќе зависи од нас како влада, ќе зависи од нив како опозиција. Сакам да кажам дека во тој процес влеговме без калкулации, не сме себични и навистина ќе бидеме многу широки да дадеме шанса Македонија да има и поинаква политичка клима. Апсолутно не преговаравме за давање, како рековте, на одредени регулаторни тела на опозицијата, како компензација, не. И реално, и тоа не го бара. Единствено зашто имаме партиски договор за состав, тоа е едновремено решение за Државната изборна комисија, кој ќе трае се додека не се донесе нов измени дополнителни на законот и нов модел на Државна изборна комисија. Во сите регулаторни тела, нашиот став беше тоа што го читаме и во извештаите на Европската комисија. Регулаторните тела треба да бидат предводени од професионалци. За да ја зголемиме веројатноста и довербата дека тоа стварно се случува, сме подготвени кај многу од регулаторните тела да одиме со избор на првиот човек со двотретинско мнозинство, но тоа не да биде партиски дил,
туку буквално да дадеме шанса на луѓе кои можат да ја добијат поддршката и од опозицијата. Освен меѓупартиските, сакам да ги прокоментираме и внатре-партиските односи, се погласни се информациите дека постојат неколку крила внатре во СДСМ и дека можеби во секое министерство постои човек од спротивниот табор кој што служи како еден вид на контрола на работата на министерот. Замислете да тоа било така, тоа личи на некој византиски модел на контрола и меѓусебно тестирање. Мислите ли дека една страница од овој извештај ќе можеше да биде напишана вака позитивно за Македонија? Ова е дефиниција на нефункционална влада. Нефункционална влада не може да добие чиста препорака. Нефункционална влада не може да сработи ваква меѓународна. Внатре во партијата. Па вие ми рековте дека представници на, како рековте, на крилата се присутни во секое министерство. Да. Тоа е дефиниција на нефункционални министерства. Јас сум долго во партијата. Заменик председател сум од 2013 после нашиот конгрес и мислам дека немало интервју на кое не сум го добила истото прашање. И тоа едно покажува дека постојат кујни во Македонија кои не сакаат ниту СДСМ, ниту ова мнозинство, па ниту државата да си ги решава проблемите. Одговорно тврдам дека луѓето во СДСМ се толку свесни за големата одговорност која што ја имаме, што 1 секунд од нашето време не смееме да го потрошиме на вакви игри. Тие игри ја чинеа СДСМ власт во 2006-та, можеби и предходна. Ние во тек на еден многу тежок временски период, кога беше кризата, кога беа преговорите, кога сите се плашевме кој може да биде апсен, малтретиран. Секој ден бевме на прва страница на весници, оцрнувани на медиуми. И во целиот тој период ги слушавме истите кујни како ни суфлираат од позадина за некакви поделби. Покажавме дека во најтежок период сме имуни на тоа зло. Сега, во вакви услови, кога одговорноста е на наши плеќи, кога резултатите од работата се видливи, срамота би било тоа да се случува. И затоа велам дека повеќе се, можеби луѓето, некои кои што се незадоволни, некои кои што, велам, од позадина сакаат да стимулираат такви односи, можеби тие се трудат, но покажавме дека од поинаков материјал сме создадени. Додека бевте во опозиција, нормално покрај критиката на кон тогашната владеачка ВМРО-ДПМН, на критика подлежеше и коалициониот партнер ДУИ. Сега прашувам, знам дека добија мнозинство на албански гласови и беа, ке речете, неизбежен партнер во власта. Но од етички аспект, дали е пријатно да се коалицира со некој кој што бил соучесник во криминална и тендерска коалиција изминатите 10 години, како што тогаш оценуваш опозицијската СДСМ? ДУИ бил коалиционен партнер наш, па потоа станал коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН, сега е повторно коалиционен партнер со нас. Ова го кажувам сега не само за ДУИ, генерално. Веројатно не се трансформирала и реформирала 3 пати. Партиите, кога велиме партиите се корумпирани, им помагаме на криминалците во партиите. Оти партијата не е личност, нема одлука. Партијата се многу луѓе. Некои од тие луѓе може би се честни, некои се корумпирани. Сите внатре носат политичка одговорност за тоа што се случило додека се на власт. Како што ние сме ја понеле нашата политичка одговорност и 11 години сме биле во опозиција. ДУИ оствари резултат, коалициони влади се коалициони влади заради математика, но и со ДУИ постигнавме согласност околу некои за нас важни прашања. Едно од тие важни прашања беше поддршката на специјалното јавно обвинителство и судски реформи кои ќе овозможат реална борба против криминал и корупција. Во изминатиот период, дури не многу забележано, поминаа не само
законот за заштита на сведоци, кој беше камен на сопнување на сите пржински преговори, туку помина и тоа дека специјалното јавно обвинителство веќе има своји предмети во суд и се ближат дури кон една правостепена. Ќе биде дел од основното јавно обвинителство како што бара Брисел? Ние би сакале, околу ова прашање мораме да постигнеме одреден консензус со опозицијата. И затоа ми е тешко. Нашиот предлог беше таков извесно време, но ќе ги почекаме и мислењата на Венецијанска комисија. Сметаме дека овие сугестии од Европската комисија се корисни, но решение без двотретинско мнозинство не е решение. Нашата одлука да коалицираме со ДУИ беше врзана и со одлука која што ја направија, ја потврдија, ја дефинираа двајцата председатели. Никој не смее да биде над законот. Ниту надвор од нашите партии, ниту во СДСМ, ниту во ДУИ. И мислам дека одговорноста така треба да ја гледаме. И сосема на крај. Изборите ги добивте под слоганот "Дојде живот", доколку утре има избори, би оделе со слоган "Ова е животот" и дали би победили? Ние сме денеска уште не цела година од настаните на 27 април 2017. Нема поминато една година. Да, од изборите од декември има поминато повеќе од година и половина, ако не се лажам. Но оваа влада 10 месеци има мандат. Јас сум убедена дека на крајот на нашиот мандат ќе имаме да излеземе пред јавноста со чист образ и со резултати кои ќе бидат видливи. Ако се ова резултатите после неколку годишна криза, чиста препорака од Европската комисија, пораки за охрабрување од страна на сите земји членки на Европската унија и НАТО, подобрени состојби во државата, јас сум убедена дека на крајот на мандатот, сега да не лицитирам со слоганот, ама ќе можеме да кажеме дека зборот е збор. И дека крупните, важни ветувања сме ги реализирале не само на хартија, туку во реалност. Во делот на одбраната ние велевме ќе ги зголемиме парите за одбрана. Дури и не превземавме обврска за зголемување на платите. Во период од 6 месеци успеавме да обезбедиме пари за 10% покачување на платите, успеавме да обезбедиме подобрување на финансирањето и целиот систем во одбраната. Ова го кажувам повеќе како дел од ресорот. Успеавме за прв пат да реализираме делови од колективниот договор кој што со синдикатите е подпишан пред 5 години, но не се реализирал во меѓувреме. Јас би сакала на крајот на мандатот, наместо да лицитираме со нови слогани, да го потврдиме стариот слоган дека зборот останал збор. Во ред, ви благодарам што бевте гостин во студио. Ви благодарам на поканата. По кратката пауза продолжуваме со останатите предвидени содржини за денеска.